9 часа 24 минути, време за последниот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Имено 18 септември е датумот резервиран за новиот спортски настан во главниот град, символично насловен Color Run 2022. Станува збор за трка која што ќе биде посебно атлетско уживање и за професионалците, но и за рекреативците и целото семејство. На оваа тема разговараме со нашата соговорничка Тамара Јулевска-Попов. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Кристина, благодарам на поканата. Ајде да започнуваме разговор со неколку основни информации кои што ќе бидат добре дојдени за нашите гледачи. Професионална стаза од 10 км, рекреативна од 2,5, одлична за тимбилдинг и детска трка од 500 метри. Ова се генерално опциите за новото спортско случување во главниот град. Така. Оваа година одлучивме да ги направиме дистанците на овој начин, заради тоа што десетката како таква нас не е прв пат да ја организираме, втор пат ја организираме. Првиот пат беше тоа една така мала, професионална сепак, меѓутоа во број на учесници многу мала трка, на кеј само, без затворање на улици, без вклучување на целиот град. Тоа не е главната трка. Оваа година во соработка со спонзорот наш одлучивме да направиме помала трка каде што може да се вклучат луѓе кои што всушност не многу спортуваат во текот на денот, во текот на неделата, да им покажеме дека ете може и тие да направат нешто малку повеќе со себе и да посветат повеќе време на своето физичко здравје. Стартот на трката, според информациите кои ги имам засега, ќе биде Кейсгейт, завршува во центарот на градот, но тука ќе има и голема забава, дружба, можност да се запознаат, да се мрежат, да разменат искуства нашите граѓани. Така е. Ќе биде многу интересно случување. Повеќе е замислено како забава, отколку како само трка. Почнува пред Истгейт, завршува позади Истгейт, таму има еден амфитеатар каде што ние решивме да го наполниме со многу музика, со големо прогласување на победниците, со пробување на разни пијалоци, храна. Ќе има едно мало изненадување за атлетичарите, ќе има професионални масери кои што малце ќе ги опуштат после трката. И едноставно ќе останеме колку што не дозволуваат да се забавуваме. Би сакала да ги видиме и видеоматериалите, всушност ги гледаме зад нас. Кога ми кажа како е насловена трката, малку проуглав да видам што ќе најдам и дали ваков тип на трки се организираат во светот и најдов неверојатни видеоматеријали. Овие два се само од Париз и од Лондон, типот на Color Run како се организира. Многу необични. Она што е главна, пошто се препознаваат, всушност се боите, кои што верувам дека ќе ги има, можеби не во овој интензитет на трката, но ќе ги има и во Скопје. Ќе ги има во Скопје. Ова е сепак многу голем настан што го гледаме тука и изборуваме за Париз. Но станува збор за големи градови. Да, апсолутно. Па добро, и Скопје е нашата метропола, нели целиме кон тоа во нешто вакво да прерасне трката, сепак не е прва година во соработка со некој малку поголем, по така сериозен спонзор. Идејата беше нивна, мора да признаме, мене многу ми се допадна. Тоа што сакам да не сакам да откријам многу што ќе се случува со боите, ќе ми дам повеќе изненадување за учесниците. Меѓутоа да, духот е тој во однос на на боење на лица, нема да има можеби бои со топови, затоа што малку сме загрижени во однос на можеби не секому му се допаѓа тоа. Да. Која ќе биде патеката по која што ќе се трча? За првата, главната трка, стартот како што спомена е веќе пред Истгейт, одиме по, не ги знам имињата на булеварите, точно малку описно ќе биде ова, иако сум скопенка. Се поминува пред македонската телевизија. Така, да, значи почнуваме на Беласица, продолжуваме на булевар Гоце Делчев. Покрај Ману се симнуваме на Кеј, тука има едно малку циксак движење. Продолжуваме до нешто пред болницата Сиспина, тука вртиме полукружно и се враќаме назад, со тоа што кратиме некои 200 метра за да можеме да истрчаме низ молот. Тоа е малку препознатливо за нас, за разлика од другите трки во Македонија. Трчање низ мол, како е тоа ќе изгледа да видиме. Финишот е на крајот, кај амфитеатарот, кај забавата и нели тука се случува оној момент со боите. Другите дистанции имаат малку поинаква рута, 2,5 трката е повторно истиот почеток, со тоа што се врти пред, односно кај Ману се врти позади полициската станица, по Коцката кај МКЦ се враќаме назад повторно кај Истгейт, детската трка само тука на улицата. Кратка е таа, бидејќи имаме учесници верували не од 2 години што се пријавени. И минатата недела кога дискутиравме за трката, ми споминавте и има уште време за пријавување до крајот на неделата и вчера зборуваме на телефон и ми велите Кристина, пријавувањето заврши, не можеме да издржиме голкав број на учесници, што особено ми израдува дека интересот за спортување, за трчање и по пандемијата и по сите овие ситуации пред кои бевме изложени не замира, што е добро. Не само не замира, тука се зголемува се повеќе, зашто самото тоа затворање луѓето почувствуваа потреба да не бидат во 4 зида.
Ова е наедноставен начин, Така. нели, не е закажување во сала, па ајде час, па ајде ова, па ајде она. Искачаш, си наоѓаш друштво и тоа е тоа. И колкави се бројките на пријавени? Во моментов броим 1500 луѓе. Тоа е одлична Тоа е бројка. многу убава бројка. Тоа се 1500 стартни пакети кои Да. што треба да се подигнат каде? Во Eastgate Добра. има спортски корнер на вториот спрат. Всушност на нашата фан страна Cool-Runners на Facebook ќе постиравме вчера, дека таму може да најдат, ќе бидат брендирани тоа штандови, нема да биде многу тешко да се најде каде. Оно што особено ме радува кога се организираат вакви спортски настани, што му се дава можност и на семејствата до пред известно време, тоа го правеше да речеме само Визер Скопскиот маратон како една од ретките спортски манифестации, но еве сега можеме и на Color Run да се приклучиме ние кои што имаме мали деца и немаме каде да ги оставиме, Така. а сакаме да ги вклучиме во приказната бидејќи спортувањето, здравиот начин на живот се учи впрочем од маленоза. Апсолутно, апсолутно. И се учи по пример, нели? Да, Lead and follow by example. Ако мама трча, еве во мојот случај, ако мама трча, синовите ќе трчаат, ќе спортуваат. Многу е интересно што на дистанцата 2,5 имаме неколку пријавени таковци мајки со колички. Браво. Бројчето ќе оди на количката на бебето и тоа така и така ќе осети таа енергија, а особено ми е драго за детската трка заради тоа што децата се тие кои што највеќе уживаат во овие настани. Можете да мислите како е тоа бодрење, значи тоа дете има не знам 7, 8, 9 години и викаат едно чудо луѓе околу него. Ајде, ајде, па тоа е едно чудо енергија, тоа е адреналин на сите страни. Идејата е да стане трката традиционална, што е секако добро, имајќи предвид дека на Скопје му се потребни вакви спортски случувања. Апсолутно, апсолутно. Ова како што кажав, ние на нас како Cool-Runners клуб ни е втора година, прва година со голем партнер на улици, со затварање на градот, со малку правење проблем на возачите, ама извинете, нели? Станува збор за спорт, во ќе бидеме најава. толерантни, Така да. е, така е. И има идејата е да прерасне во една долгогодишна традиција, во соработка со Eastgate, да ја тераме секако година трката, тука некаде во септември, само заради тоа што нам ние како клуб е роден ден на 4 септември. И така некако околу тој датум се врти, да. да биде традиционално. Тука ќе ги поканиме и оние кои можеби не сакаат да трчат или не се подготвени, но се подготвени да викаат и да навиваат, бидејќи на секој спортист, па макар и рекреативен, нели му е потребна поддршка. Така е. Она што јас и со Гордана од Скопски маратон многу често го разговараме и дека јас самата нели сум тркач и дека на вториот круг на Скопски маратон, оние над 33, 4, 5, 6 километри, толку многу ме фали да ме викне некој. А како не, да. Скопје ни гласни сме, ама гласни сме можеби некогаш за грешните работи. Мислам дека малку повеќе треба да сме гласни за спорт, затоа што тој адреналин не се мери ниту со едно кафе, ниту со едно енергетско гелче, ниту со ништо друго. Кога веќе го спомна Скопскиот маратон, многу е интересна публиката која што е се помасовна секоја година, па имаме тука и транспаренти, подготовка, што ги бодрат своите семејства, пријатели. Еве, може да се подготват и за внедела со некоја креативна порака која што потоа ќе осамне на социјалните мрежи секако. Дефинитивно, дефинитивно. Тоа е поканата и јас ги охрабрувам сите, иако е на Кеј. Близко е, сите Скопје е мало, иако не е метропола, Скопје е мало, Кеј на сите ни е близу, секако може секој да се вклучи, па макар и по улица само да вика. Какви се очекувањата? Сега гледам да ја најдам временската прогноза за минува. сабота, недела. Од минута во минута се минува. Да, се минува, не сакам да ја Се отворам. надеваме да нема дожд, меѓутоа дури и да има се трча на дожд и е многу убаво. Тоа сакам да мене кажам. многу ми се допаѓа кога ми шлапаат потиките во вир. 21 Целзиусов степен, тоа нема да Тоа е е нешто одлично. страшно, одлична температура за трчање и да има дожд, Color Run ќе се одржи. Апсолутно. Боите ќе се растечат побаво, виножитно ќе се растечат. Да, ќе биде после ковида, па можеби ќе добиеме и Така. вакви видеоматеријали како ви Сигурно. пред малку што ги Сигурно. прегледнавме. Сигурно. Тамара, благодарам за разговорот во Македонија наутро. По завршувањето на Color Run ќе видиме со автентични видеоматеријали и фотографии како тоа изгледаше на терен. Благодарам. Благодарам за поканата.